Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Животниот стандард на граѓаните е на дното. Цените растат, а платите тапкаат во место. Власта одбива да ги покачи платите и работниците ги држи со најниски плати во регионот. Потрошувачката кошничка во февруари 2025 година достигна 63.773 денари, за 100 евра е зголемена во споредба со лани. Две минимални плати не се доволни за да се покријат основните месечни трошоци на едно семејство. И наместо покачување на платите, покачување на минималната плата и грижа за стандардот на народот, власта ги турка погрешните политики на ДПМНЕ. За прв пат минималната плата е договорена без социјален диалог, без учество на работниците. Резултатот: покачување од срамни 1800 денари, далеку од потребното и далеку од онаа што го заслужуваат работниците. Истовремено, власта не го почитува ниту општиот колективен договор, не ги зголемува платите во јавниот сектор согласно методологијата во истиот. Додека народот се дави во сметки и трошоци, ДПМНЕ троши за папаја, за манго, за рейтинзи и медиумски мониторинг. За само 9 месеци оваа влада покажа што и е важно. Тоа не се работниците, туку бизнис, интересите и личниот пиар. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија не отстапува. Ќе продолжиме да се бориме за поголеми плати за работниците. На денешната собранијска седница е законот за ослободување од плаќање придонеси за зголемени плати поднесени од пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и коалицијата. Со оваа мерка платите може да се зголемат од 3.000 до 15.000 денари. Компаниите ќе бидат ослободени од плаќање придонеси за зголемениот дел. 400.000 работници со плата до 65.380 денари ќе добијат повисоки плати. Ова е ударна економска мерка за поголеми плати за работниците, за стопанството, за економијата. Ги повекуваме сите пратеници кои се на страната на граѓаните, на страната на работниците, да гласат и да го поддржат оваа законско решение. Платите мора да растат. Ова не е само економија, ова е борба за работничко достоинство, сигурност и подобар живот.